Елегантен накид по полни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сите, добровате во новата епизода на I Just Get Supernatural. Денеска ќе истражиме и ќе фрлиме поддлабок поглед во илуминатите, односно ќе видиме дали тие се вистинска ствар, ако се, што паѓа волите си илуминатите, кои се све илуминатите и други работи. Значи оставете во видеото, ќе оработуваме многу интересни теории и можеме сега да започнеме. Шокантно, Илуминатите всушност има многу реална историска основа. Во 1776 година во Баварија, Германија, Адам Вајсхаупт, германски професор инспириран од идеалот на француската филозофија, главно секуларизмот и рационалната мисла, реши да формираат организација за заштита на тие верувања. Адам Вајсхаупт размислува да им се придружи на масоните, да помогне во пропагирањето на неговите ставови, но за жал не може да си дозволи парите за влез. Значи видите го, овој филозоф демек бил многу инспириран, сака да си направи своја група за да ги заштити тие негови верувања ставови, но немал пари за да влезе во тие масоните и подосна си направил една собствена група која што сега ќе обработуваме. Наместо тоа, Вајсхаупт формирал своја тајна група. Тој ја нарекол редот на илуминатите. Илуминатите има антирелигиозен став и се фокусира на целите на самозапознавање, самоподобрување, социјални реформи и слободна мисла. Секако конзервативците го сметала за закана за црквата и кон средината до крајот на 1780-тите години илуминатите беа запрени и активното регрутирање луѓе во тајните друштва беше криминализирано. Сепак тие продолжија со работата, обстојувајќи на состаноци и на крајот се расшири во Франција пред да исчезнат во нејасност. Но некои луѓе веруваат дека тие преживеале. Многу луѓе веруваат дека илуминатите се обидели да направат доминантна светска тоталитарна влада, наречена новиот светски поредок. Всушност, во националната анкета од 2013 година за јавна политика, 28% од гласачите веруваат во можноста за нов светски поредок. Некои луѓе веруваат дека влијанието на илуминатите и новиот светски поредок е високо како и председател на Соединетите држави. Еве еден морничев цитат од Џорџ Буш постариот кога беше на функција. Цитирам: "Пред нас е можноста да создадеме за себе и за едните генерации нов светски поредок. Свет со владење на правото, а не законот на џунглата. Ќе управуваме со однесувањето на нациите, кога ќе бидеме успешни, а ќе бидеме успешни. Имаме вистинска шанса за овој нов светски поредок. Ред во кој кредибилните обединените нации можат да искористат својата мировна улога за да ги исполнат верувањата и визијата на основачите на Обединетите нации." Значи, ставиме председател Џорџ Буш, искочил со еден ваков став, еден мистериозен став, можам да речем, ама сепак новиот светски поредок има како две дефиниции. Едната дефиниција оправдани, се работи за политика. Мислам дека тоа беше друга работа, но кога се работи за втората дефиниција на новиот светски поредок, често се асоцира со илуминатите и сега не се знае на што мислел Џорџ Буш кога го споменул овој нов светски поредок, па можеме да продолжиме. Се тоа го наметнува прашањето што е новиот светски поредок и што ќе прави тој. Предпоставувајќи илуминатите и новиот светски поредок се едно исто, ајде да скокнеме низ зајачката дупка и да погледнеме некои од теориите за тоа кој е во новиот светски поредок. Оваа прва теорија од човек по име Марк Кернке, познат и како Марк од Мичиген, десничарски милициски активист и пропагандист кој верува дека новиот светски поредок е направен од владата на САД и Обединетите нации и разни други организации кои тркаат меѓународна агенда. Тој верува дека оваа организација ќе ги одземе правата на американците, ќе формира моќна влада и ќе стави луѓето кои не се илуминати во кампови управувани од ФЕМА. Толку од оваа теорија има многу, можам да речеме, смешна, значи нема смисла само 20% од луѓето да ги стават останатите 80% од луѓето во кампови и тие што се 20% да владеат со светот. Значи оваа теорија, како сите теории за овој случај ќе биде многу смешни, но сепак ова главно како и самиот случај, ова се теории на заговор и не се тука е факт. И може да преминеме на втората теорија. Втората теорија ни доаѓа од Дейвид Айк, кој верува дека светските лидери, вклучувајќи и кралицата Елизабета, председателот Барак Обама и Клинтонови се всушност гуштери кои менуваат формата. Како што рекол, е уште една смешна теорија, па може да продолжиме.
Оваа гуштерска елита стои зад масоните и илуминатите. Расата гуштери се храни со човечкиот род и повремено бараат човечки жртви. Сушност, истата национална анкета од 2013 година прехвано открили дека 4% од гласачите што биле анкетирани верувале дека, цитирам, луѓето гуштери ги контролираат нашите општества. Па добро, овие 4% веројатно луѓето што мислат дека земјата е, нели, плоча, исто толка процент имаат од 4%, значи и ова е многу смешна теорија, можам да кажам. Со други зборови, оваа теорија вели дека на големите светски лидери, како што се претседателите на големите држави, се всушност нели гуштери, и тие гуштери менуваат форма, и затоа нели ние ги гледаме како што ги гледаме како луѓе, но сепак тие биле гуштери, и главната нивна цел била да воспостават овој нов светски поредок. Се вели исто така дека оваа гуштерска раса се хранела со човечкиот род и повремено барала човечки жртви. Значи, какви глупости нема да слушнеме во овие теории, можам да кажам. Третата теорија дека новиот светски поредок е поврзан со антихристот, затоа што илуминатите се сатанисти. Пет Робертсон, конзервативен христијанин, напише книга за новиот светски поредок, во која се тврди дека групата е одговорна за Француската револуција, пишувањето на комунистичкиот манифест и создавањето на федералните резерви се во служба на создавањето на новиот поредок за човечкиот род под доминација на Луцифер и неговите следбеници. Толку од оваа теорија можам да кажам дека и оваа теорија е еднакво луда со претходните две теории, значи третата теорија дека новиот светски поредок го водат сатанисти, односно е поврзана со антихристот и сите што се во илуминатите се сатанисти. Тие сакаат да направат, нели, со помош на поголеми луѓе, сакаат да направат нов светски поредок, каде што Луцифер, сами Луцифер, нели, ќе ги води сите луѓе. И мислам дека може да влеземе во четвртата теорија. Четвртата теорија е од Доналд Маршал, кој верува дека илуминатите убиваат познати личности и ги заменуваат со клонови, кои се користат за перење мозок на општеството. Наводни клонови на славни личности изнесени преку интернет се Бионсе, Еминем, Ал Рокер. И уште многу, но теоретичарите исто така веруваат дека имаат видео докази. Значи, еве тие видеа да ги провериме, да видиме дали има нешто толку сумнително. Значи, овие две видеа ќе бидат од Еминем и од Бионсе, и демек овде се покажува дека тие биле клонови, биле контролирани од негде, и ај баш да видиме како се однесуваат. Еве го Еминем. Па добро, он е смешна личност, се сами може да го прави заради некоја друга причина. Еве го, сега се врати. Ева Бионсе се глати. Не знам што е тука проблемот. Ова е убрзано видеото беше до сега. Еве пак. Па добро, сега овие се сомнителни, ама не знам, може онака да бидат. Например, Еминем имаше многу големи проблеми со дрогата во тој период и може например нешто компликација од дрогата или например од самата дрога и нешто така да правила за Бионсе, не знам, не пратам, не знам, многу не знам што би можело, не знам зашто би можело така да прави. Секој случај ова не може никако да докаже дека тие се во илуминати и не може да докаже дека овие се клонови и ги контролираат од илуминати и може да продолжиме. Без разлика дали луѓето веруваат или не во оваа теорија за клонови, многу теоретичари на заговор се согласуваат дека главните познати личности се во илуминатите. Тие окажуваат на изборот на облека и гестовите со рацете. Главно она на пирамидата, која се смета за символ на илуминатите како доказ дека одредени познати личности се во илуминатите. Бионсе и Джейзи се познати по тоа што со своите раце прават символ налик на пирамида, иако ова исто така слично на символот за издавачката куќа на Джейзи, Рокфелер Рекордс. Сепак двете звезди во песните негираа нивната поврзаност со илуминатите. Еве изводокот е на песна на Бионсе. Сите ме мразат заради тој хаосот со илуминатите. Еве изводок на Джейзи во песната Freemason. Реков дека сум неверојатен, не дека сум масон. Јас сум жежок, јас сум на третата шеска, но ѓавол јас не сум. Меѓу другите познати личности е Кање Вест, кој поседува ѓердан со символот на окото на Хорус, кој е поврзан со илуминатите. А исто така се гледа и банкнотата на доларот. Се вели дека прекинувањето на Тейлор Свифт од страна на Кейн на наградите за музика од 2009 година е метод за иницирање на Тейлор Свифт да влезе во илуминатите со понижување. Сепак е еден цитат од Кање за илуминатите.
Цитирам: "Уморен сум од луѓето кои ги посочуваат музичарите како илуминати. Тоа е смешно. Ние не работиме ништо, ние сме селебрити." Други познати личности кои беа обвинети дека се во илуминатите се Леди Гага, Ријана, Мадона, Кети Пери и други. И мислам дека можеме да го затвориме овој случај. Значи, како што кажа, многу интересни теории, нели не се изнесени факти некои, затоа што за ваква теорија на заговор не постои факти, све се нели луди теории, но зашто да не бидат вистините, нели све е возможно, нели зашто да не бидат возможни? Јас ако се прашувам, мислам дека сите теории би можеле да бидат вистините. Јас искрено како верувач во паранормалното, би се согласил дека сите теории се еднакво вистините, значи тие се колку што се смешни, толку и може да бидат вистините. Мислам дека можеме да ја затвориме оваа интересна епизода. Ова беше третата епизода од Are You Scared Supernatural. Во петок во 15 часот излегува четвртата, до тогаш пријатно и се најдобро.